Добар ден. Ова е почетокот на новото ваше продолжение од здравата навика Фактор здравје. И овој ден и оваа посебност денеска ќе ви ја представиме преку темата гостинката, можноста за заедничко комуницирање и првата рубрика насловена Истражувањата докажаа. Она што денеска ќе го зборуваме или ќе ви го докажеме во рубриката Истражувањата докажа е поврзано и со темата со која што денеска, верувам, повторно ќе го заслужиме вашето внимание. Но пред да ви откријам темата и гостинката која што денеска е во нашето студио, дозволете ми да ви ги предочам фактите кои што ги изнесоа тим на научници од болницата во Гетеборг во Шведска. Тие најдоа и докажаа дека сезонскиот грип кој што секоја година е присутен при премин од десен во зима може да предизвика разни проблеми во организмот и пред се во имунолошкиот систем. Тим на научници од болницата во Гетеборг во Шведска утврдиле дека бројот на заболени почнува рапидно да се зголемува кога температурата константно во текот на една седмица е под нула и кога влажноста на воздухот е многу ниска. Тие заклучиле дека по првиот бран на масовни болни лица, нивниот број расте по инерција без оглед на температурата на воздухот. Лекарите и научниците од Гетеборг објаснуваат дека студениот и сув воздух се погодно тло за ширење на капките кои го содржат вирусот на грипот. Овие услови овозможуваат негово ширење на поголема оддалеченост. Сите овие факти и докази се однесуваат и на некои вируси кои се предизвикувачи и на настинки. Со почетокот на пролетта и завршувањето на есента или некаде од февруари-март, заклучно со октомври-ноември, е погодно тло или би рекол е сезоната на алергиите. Токму алергиите или сезонските алергии денеска се тема во Фактор здравје, тема која што од една страна верувам ќе побуди интерес од ваша страна, а од друга страна ќе ги слушнете новите факти во однос на дијагнозата, третманот и превенцијата како може полесно да се поднесат симптомите на алергиите. Сите овие факти и многу повеќе денеска во Фактор здравје ќе дознаете преку разговорот со магистер доктор Марија Здравеска, специјалист интернист и субспецијалист пулмолог алерголог од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија, дел од комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. Добар ден, доктор Здравеска, и како сте вие денес? Добар ден, ви благодарам прво за можноста да се обратам на вашите гледачи. Благодарам за вашето присуство денеска и со оглед на фактот дека ќе зборуваме за алергиите, би предпочитал да го видиме блокот реклами, а потоа и фактите кои што ќе ги донесете и новите сознанија во однос на вашата стручност како специјалист интернист и субспецијалист пулмолог алерголог. Посакувам убаво да се чувствувате, а во ваше друштво нашата позитивна енергија и тоа како ќе ја споделиме во продолжение од Фактор здравје. Usled loših životnih navika, organizmu čoveka razvijaju se niz obolenja koji bude svestan te kad bude potpuno kasno. Vrlo često ta obolenja nemaju nikakve veze sa godinama. Jedan od kvalitetnijih preparata koji postoje na tržištu je preparat G132 plus Natural. Da je to tako potvrđuju reprezentativne istraživanja koja su rađena kako u Nemačkoj, tako u Srbiji, tako i u regionu. Došli su do rezultata da preparat G132 plus Natural zaustavlja razvoj malignih ćelija. Desetogodišnje iskustvo i brojni korisnici su potvrda delotvornosti preparata G132 plus Natural. Zapamtite, korišćenje preparata G132 plus Natural je vaša garancija za kvalitetan i dug život. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ремедика, прва приватна општа болница. Прашај пријател. Zašto ste cijeli život na dijeti, a niste uspjeli postići svoje željene rezultate? Probali ste sa smanjenjem kalorija, izbacili ste masno, jeli više voća, žitarica, ali nije bilo dugoročnog efekta. Vrijeme je da probate nešto sasvim drugačije, staviti masti u fokus vaše ishrane.
Представljam vam liposukcijsku ishranu, jedinstvenu dietoterapiju sa kojom možete skinuti 7 do 10% od svoje početne tjelesne mase za samo 2 nedelje i to bez gladovanja. Zato krenite odmah i učinite nešto dobro za sebe i svoje zdravlje. Кратко подсетувам дека денеска во Фактор здравје тема ни се сезонските алергии. Сите вие кои што сте пред екраните повелете на 6091925 и 6091924 и оставете свој особен печат во емисијата преку ваше јавување, прашање или совет до магистар доктор Марија Здравеска, специјалист интернист и субспецијалист пулмолог, алерголог. Доктор Здравеска, со оглед на фактот дека сме во сезона на алергии или тие се присутни, ќе се интензивира нивната инциденца или појавност, зошто се толку чести во последно време или последниве години и што всушност представуваат, зошто се случуваат такви алергиски реакции кај некои луѓе почесто или подраматично за разлика од некои други? Да, алергијата може да се каже дека е епидемија или ноќна мора на 21. век, затоа што нивната инциденца и преваленца, односно застапеност расте се повеќе и покрај сите постапки на модерната медицина и тоа се повеќе во што по урбаните средини, што е нели типично за алергиите, така што се проценува денеска дека од 10 до 40% од населението зависи на кој дел во која земја и на кој дел од земјината топка боледуваат од некој тип на алергија, односно 50% од тие луѓе боледуваат најмалку од 2 типа на алергија, барем од 2 типа, па некогаш и повеќе на алергија. Значи е многу голем проблем. Алергијата на некој начин може да се дефинира како еден невообичаен или не нормален начин на одговор на организмот во контактот со некои причинители од надвор. Зошто се јавува, се уште не знаеме точно, но се обвинуваат и зошто се јавува баш во урбаните средини, не знаеме точно, почесто, но се обвинуваат повеќе фактори. Дел од нив се генетски, нели, фактори на самиот организам, на начин на кој што тој реагира, но се обвинуваат и се поголемата изложеност на нови молекули, на создавање на се по-нови молекули со кои што нашиот организам еволуциски не бил запознаен предходно. Не бил во контакт предходно. Значи поголемата изложеност кон антибиотици во раната детска возраст, при кои што на некој начин не му дозволуваат на природниот имун механизам на организмот да има со што да се бори, па тој на некој начин во неговата реакција се јавува една грешка, практично кое што предоведува до производство на она што го нарекуваме антитела, кои што се насочени кон не кон она што вообичаено, нели, природно бактерии, разни вируси и така натаму, туку некои други хемикалии со кои што доаѓа во контакт. Па на некој начин урбаната средина, поголемата зголемената хигиена, да кажам, сега не сакам да промовирам да луѓето не живеат хигиенски, но преголемата значи склоност да се стерилизира условите во кои што се живее, понатаму поголемата урбанизација, бетонирање, непостоење на природна трева, растенија во околината, во опкружувањето, сето тоа допринесува да практично таа грешка во имунолошкиот одговор се јави и таа понатаму предизвика зависно на кој шок орган ќе се врзе или ќе се појави разни манифестации на таа алергија. Она што е важно, што важно го кажавте и што би сакал уште еднаш да го апострофираме или да го потенцираме, е фактот дека рековте тие молекули досега човештвото можеби не било во контакт со урбанизацијата и модернизацијата се среќава и сигурно тоа е одговорот зашто ке некои луѓе на повозрасна година, односно како постар или поискусен веќе се јавуваат за прв пат алергии наспроти оние кои што уште од детството носат, нели, некој некоја предодреденост. Многу почеста е појавата на алергија во помлада возраст, тоа е потипична е во помлада возраст, но да, се повеќе се јавува и во поголема возраст. И тоа за прв пат во животот кај некои лица. Не значи дека е тоа мора да се јави во млада возраст или дека некоја возраст е изолирана од можноста да добие да се појави алергија во неа, но секако се почести се во младата детска возраст, дури се предвидува во на пример во Велика Британија има многу големи студии за тоа дека скоро 44%
3/4 од сите деца се до 6 над 6 месечна возраст имаат практично боледуваат од некаква барем еден тип на алергија, што е навистина многу. А рековте не е само еден тип на алергија, туку најчесто се два типа. Најчесто кај половина од луѓето што се алергични практично се работи за најмалку два типа на алергија комбинирани. Одно што е важно да се спомене е сигурно многу често луѓето симптомите на кои што реагираат, соодветно се јавуваат на лекар или несоодветно ги игнорираат, па тука би сакал да ставиме посебен акцент и во контекст на стинката или сезонскиот грип кој што исто така може да маскира или да се преклопат симптомите кои што може да бидат типични за една алергија. Кога се зборува за алергија, алергијата е многу широк еден поим. Практично алергијата може да се манифестира со разни симптоми од разни органи, кои почнувајќи од очите, или на други. Да, од очите, горните респираторни патишта, долните респираторни патишта, кожата, например, гастроинтестиналниот или цревниот систем, системот на варење и многу други. Практично сите и на крај како конечна и најтешка форма на алергиска реакција тоа е анафилактичниот шок, кој што може да биде и животно загрозувачки, кој што се среќа не е толку чест како другите алергии, се проценува 1 на 1000 луѓе, да кажам, доживуваат во Европа. Европски статистики се тоа, анафилактичен шок, но како и да е, значи сите овие шокооргани, ако зборуваме за горно-респираторните, бидејќи на тоа го прашавте алергии, тие по својата презентација можат да имитираат настинка, бидејќи начинот на кој што горните респираторни патишта можат да реагираат е сличен и на кога ќе ги нападне вирус и кога ќе ги нападне алергија. Така да она кивање, кивање, чешање, течење секреција од носот, она што го викаме постназал трип или назална секреција позади носот кој што се слива во грлото, сите тие можат да бидат типични симптоми и за алергија и за настинка, да така што на почеток пациентот не ги препознава, но времетраењето на тие тегоби, доколку е настинка, секако траат пократко и најчесто самите поминуваат или со некои препарати кои што се на природна или помалку природна основа или некои благи лекарства може да поминат, но доколку тие траат подолго време, подолго од 2 до 3 недели, доколку се појавуваат во некоја сезона или периодично поврзани со некој момент, да кажеме контакт со прашина, контакт со некои мириси, контакт во некоја сезона од годината, сето тоа може да не асоцира дека сепак треба да се размисли дали таа повторувачка природа и подолготрајна природа на тегобите би требало да го поттикнат пациентот или човекот да побара помош и да помисли дека може би се работи за алергија. Кратко уште еднаш да ги поканам гледачите, 6091-925 и 6091-924 се двата телефонски броеви за контакт со нас денес во Фактор здравје и го имаме првото јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Го слушаме вашето прашање, во програма сте. Јас сакам да поставам едно прашање до доктора. Јас имав алергија и ме пратија докторите во болница. По една недела ме пуштија тамо, ми станира болеста, значи со инекции, со инфузии, преку инфузии, но кога дојдов дома, тоа помина алергијата, ми се јави херпес зостер. После тоа, после алергијата, на левата плешка и еве 4 години имам страшни болки и каде или не сум се обратила, нема никакво фајде. Што да правам, какви апчиња да употребувам, веќе не знам. Дали е доволно, доктор Здравеска? И се извинувам, само уште едно јавување имаме во овој блок да го слушнеме. Дали сте и вие на линија? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушаме и вас, господјо. Јас сум исклучив нешто кога да слушам друг. Да. Видите, јас од прилика 2 години ми тече стално носно, значи непрекинато, секоја годишна доба, не само пролет, дето уопште секој ден. Бев на лекар и ми најдоа дека сум алергична, но не најдоа сите тие што ги испитуваат во чудо медицина, не најдоа нешто сум алергична. И докато ми даде фликстонасе да ставам прејбонос, не можам ја секој ден да ставам тоа, мислам, дали значи не се открива на што сум, а секојдневно ми тече носот. И дали има некое средство да се намали алергијата, не да ставам спрејбонос, да ми се ослободи, а инако исто имам и обструкција во горни дишни патишта. Не може да се закашля. Тоа ми интересираше, има ли некој лек, некој средство да се намали
действото на алергија, значи не спрејно. Благодарам и за вашето прашање. Сакате по редослед или? Еве вака на првото прашање ќе одговориме со херпес зостер, чинам да рече господинот. Вака, значи не слушнавме, не објасни гледачот практично точно каква алергија била во прашање и на кој орган, дали било тоа кожна алергија или друг тип на алергија. Како и да е, некои од лекарствата кои што мораме да ги примениме понекогаш при некои многу јаки форми на алергија, можат да делуваат на привремено намалување на имунитетот на организмот и тие да понатаму допринесат или да бидат една да кажам поврзани со да направат еден терен да го направат организмот подложен да некои инфекции како херпес зостерот кои што се длабоко нели сопримирани во организмот да тие избијат. За жал тоа е проблем на кожните доктори, не би сакала да зборувам за особено не вака преку медиуми за терапија на некој проблем што трае 4 години, значи во врска со болките на херпес зостер, навистина нема врска со алергија тој проблем. Алергијата веројатно можеби лековите за алергија биле само момент кој што го откочил херпес зостерот, претпоставувам, така што би препорачала да сепак пациентот се јави на кожна клиника каде што би требало да се овој реши проблем. Доколку да одговориме на прашањето на втората гледачка, која што морам да признам малку тешко се разбираше што зборува. Меѓутоа има тука некои моменти кои што не се многу јасни, обструкција на горни дишни патишта, веројатно блокада на носот, се мисли на блокада на носот. Постојано течење рече, да. Постојано течење, обструкција и течење малку едно со друго не, но како и да е. Значи, секој течење на носот, секој симптом на горните респираторни патишта не мора да значи дека алергија. Постојат и некои ринити кои што се вазомоторни, еозинофилни ринити кои што исто така може да симулираат појава на алергија, особено ако таа не била докажана, колку што разбрав, не била потврдена или откриена некоја алергија. Но добро би било да пациентката се јави на нашата клиника за да се направи, да видиме што све е направено од тестови, бидејќи постојат за откривање на алергија и за потврда на алергија, постојат повеќе на типови на тестови, не е тоа само еден тест, кој што на некој начин мора да се направи компилација на нив, да се види и да се сообраза, да кажам, и со она што пациентот го доживува и во какви моменти, со фактичката ситуација, во какви моменти се јавуваат тегобите, за да се види понекогаш и треба и по-детални, да кажам, можеби и биопси да се потребни на носната лигавица, да се види точно што се случува во оваа ситуација и кој лек би бил најадекватен за да се решат тегобите на повеќе за дијагнозата и третманот по блокот реклами ќе зборуваме, така што ве поканувам да останете до крај со Фактор здравје, да ги оставиме сите оние работи кои што денеска ги имаме за вас и да ви ги презентираме, но претходно само кратко да го слушнеме и следното јавување на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Ќе продолжиме со сите ваши јавувања кои што ги имаме, затоа ве поканувам по блокот реклами уште еднаш да останете до крај со нас и да не се придружите преку ваши јавувања. Другари, ево стиго е G-Kids. Препарат садржи 7 активних природних састојака кои удружени штите имуни систем. Ćao gejmeri, evo za vas sam doneo jedan specijalni G-Kids, može? Не садржи шеćer, расtvara се у води, kurkuma mu daje narandžastu boju, a prirodnim putem se došlo do arome breske. Nije šala, nije vic, stigao je G-Kids. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Stalo sa vám niečo? Nemaže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите, креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Оваа година пријателите на Иван го освоија кораб. Тој не се искачи. Го спречија болките во коленото. Ибутоп кремот
брзо се впива, ја отстранува болката и ја подобрува подвижноста. Не пропуштајте ги миговите кои ве движат. Кога болката станува проблем, помага Ибутоп крем. Тато, а што друго се прави од млеко? Домашен јогурт од алпско млеко, например. А како, тато? Едноставно, го загреваш млекото, додаваш лажичка јогурт и чекаш да стаса. А павлаката? Исто, сине, само од најсвежа павлака. Ние нашите производи ги правиме едноставно. Алпско млеко, во хармонија со природата. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу и далеку. Безболно со Екзајмер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница Скопје. Сузана, дивно изгледаш, тебе липосукцијска исхрана видно пријала. Колку си скинула? 15 килограма. И што е најважнije, нема јо-јо ефекта. И јас сум скинула 15 килограма. И тачно онако како е Кенан реко, пази што једеш и ништо ти се неќе врати. За сезонските алергии денеска во Фактор здравје зборуваме со магистер доктор Марија Здравеска, специјалист интернист и субспецијалист пулмолог алерголог од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје. И натаму сте добродојдени на двата телефонски броја, слободно комуницирайте со нас и дознаете доколку нешто повеќе ви интересира или сакате нешто лично за себе да прашате. Доктор Здравеска, ја споменавте диагнозата на алергиите кои тие се откриваат и само би дополнил кои се најчестите алергени од вашето практично и научно искуство. Алергените може да ги поделиме на две групи, оние кои што се сезонски, типично се појавуваат во дадена сезона, во даден момент од годината и обично тие полесно се посомневаме на нив бидејќи самиот пациент се поврзува дека на пример на пролет на него му се случува тоа и тоа, таквите гоби, но од друга страна има целогодишни алергени кои што се постојано присутни во нашата околина и не можеме да ги избегнеме или делумно може да ги избегнеме, така што тие се две групи кои што се битни прво за да се открие или да се насочиме кон диагнозата, а друго и третманот на самата алергија зависи различен е и зависи нели дали ќе третираме само во дадена сезона или ќе третираме во тек на целата година. Од сезонските кои што се сега и најактуелни, тоа се полините од разни растенија, најчесто треви, житарици, дрва, некои дрва како топола, например, многу поизразен алерген, и липа, топола и така и други некои цвеќиња. Некои треви, како или некои корови, например, и некои мувли. Од целогодишните алергени се потипични домашната прашина, алергените кои што потекнуваат од ферментите во плунката на мачката, кои што се залепуваат на нејзините влакна и ги може да ги има во просторијата дури и 6 месеци од кога ќе се откажеме или од кога мачката веќе не е во просторијата, тие остануваат, на што луѓето не мислат, не размислуваат. Така, или да кажеме влакна од куче, влакна од оние хрчак, например. Така да има најразноразни, практично скоро да не постои нешто во природата кое што не може да биде алерген кај даден човек. Дури сум слушнал кај оние птици кога ги храниме, дури тие се како вектори преносувачи, на птици. Од птици, така што практично исто многу хемикалии, например во денешно време, како што рековме на почеток, се организмот не ги препознава, па на некој начин создава алергиска реакција и кон нив. Многу средства за чистење, средства за козметика, шампони, креми и така натаму. Значи, многу е важно заради што да се разговара со пациентот, да се направи комуникација со него и да се види точно дали ќе може да се направи линк за понатаму, да се знае на што да се насочиме во диагностиката, како практично да откриеме кој алерген кај него е. И соодветно да го третирате тој тип на алергија. Уште едно јавување имаме во Фактор здравје. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме и вас одлично, господјо. Добро дојдовте. Добро ден, најдов и емисијата ви е супер и сакам да ја прашам. Благодарам. Уште како дете сум била алергична на се. Еве веќе сум години, тоа продолжува. А највеќе ми е изразито во очите и по телото. За очите употребувам Патанол, Максидекс капки и Максидекс мас.
А за телото што ме чеше, не знам каде, Декотал. Тоа е само привремено. Ако е облачно времето, тогаш ме загушува, не можам да дишам и имам највеќе чешење по целото тело, а највеќе во очите. Па еден малку совет да знам, не знам веќе кај да се обрнам. Правено ми е алерготест за очите на трева и на полен. Тоа ми е откриено, а за телото не знам веќе каде да одам и што да правам. Благодарам и за... маста ја користам. Привремено ми ублажи, а после се повторува. Благодарам за вашето внимание и за вашиот интерес. Доктор Здравевска, кажавте дека алерготестовите дефинитивно потврдуваат или ја одрекуваат диагнозата за алергиите. Имаме уште едно јавување да го слушнеме и ќе одговорите на двете прашања. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сум? Да, господине, вие сте наред, вие сте во програма. Ве слушаме. Ало, ве молам, јас сум над 60 години и прв ми се случува Савајлето поручав едно јаболко, па штета нешто и околу 1 сат ми потече јазикот на едната страна. И климатични одов во кожниот ми упади, само ми даде една инфузија и ми помина. Тоа едни таблети ми даде докторката. И сега после тоа на неколку, не знам, месец, два помина, па истото ми се случи, а имав едни таблети, земено испив само 2 и ми помина. Што треба да испитам, мислам? Само јазикот еднаш на горната устна така ми натече. Дали ова доволно за совет? Благодарам и за вашиот интерес и вашето јавување. Сакате на господјата прво? Ајде први да почнеме. Значи, прво би сакала да кажам за жал, најголем дел од алергиите се со лесна презентација или средно тешка презентација, но за жал има еден мал процент на луѓе кои што имаат и, како што слушнавме, и тешки форми на тегоби или тежок интензитет на таа алергија, па не е така едноставно да се справиме со таа, со подраматична или подолготрајна, тешко закоравена, да кажам, клиничка слика, како што опиша господјата. Она веќе знае, барем одредила на што е алергична. Мислам дека локалната терапија во случајот можеби не е доволна. Особено не ми се допадна незиното користење на кортикостероидни капки во очите толку често, бидејќи тие може да имаат и несакани последици. Така да мислам дека би требало да се јави во алерголошка амбуланта да направиме ред во таа цела терапија. Тука има измешани се најмалку два шок органи, опиша проблем со очите и проблем со кожата. Меѓутоа исто така слушнавме и склоност на магла на гушење, што значи дека веќе можно е да е некаква астматична компонента или да е спуштена алергијата на долните дишни патишта, што веќе дава еден нов аспект на целата работа. Во секој случај би сакала една препорака и за сите гледачи и за конкретно за неа, значи покрај фармаколошката терапија која што секако мора да биде одредена од алерголог или ординирана од алерголог, не може да зборуваме на памет. Постојат некои постапки општи, природни постапки кои што можат луѓето на кои што се алергични да ги применуваат секој ден за да го намалат контактот со алергените. Дури пред да се јави тој алерген, нели? Да, значи јас ќе го цитирам тука еден мој пријател и учител кој беше порано и еден од поранешните председатели на Европската академија на алергологија и клиничка имунологија, тоа е професор Тодор Попов, кој што многу со еден интересен слоган го опишува проблемот, вика има полен, има проблем, нема полен, нема проблем. Значи на еден шеговит начин или на еден сликовит начин сака да покаже колку е важно да се отстрани дел од контактот со алергените за да може да на некој начин се намали интензитетот на тегобите, па препорачуваме да кажеме водата како еден најдостапна материја која што убиквитарна или насекаде не е достапна на сите, е многу добар борец, многу добар за борба против алергиите, така што препорачувам особено кога има очни тегоби или кожни тегоби на лицето, да секогаш при контакт со надворешна средина, кога пациентот бил надвор, да едноставно се исплакне со вода, значи да ги исплакне очите со чиста вода, да, за да може да вишокот на алергени кои што се наталожили на лицето, на очите, на некој начин барем малку ги спере, за да што помал интензитет во помал интензитет практично бидат тегобите кои ги има
пациентот. Исто така има да се спие со затворен прозор навечер, бидејќи и навечер контакти влегуваат алергените преку прозорот. Постојат и некои препарати кои што се на природна основа, на целулозна основа, за среќа од пред неколку години достапни се и во Македонија, кои што можат на некој начин да се аплицираат во носот, да направат една облога на лигавицата на носот, за да контактот со алергенот се намали. Така тоа се некои да кажам препораки општи кои што сите луѓе може да ги направат. А секако да се види докаде се стигнати овие проблеми, бидејќи примената на кортикостероидни препарати на кожата хронично и на очите хронично, она помага, но можеби не е најдоброто решение во даден момент. Може да има и несакани ефекти. Уште едно јавување имаме, но кратко да одговориме на господинот со јазикот што рече имал проблеми. Господинот со јазикот многу често она што го зборувавме со хемикалите и новите молекули, конзервираната храна или хемикалите кои што се користат за растење, не знам, на овошките, например на зеленчукот, на природните продукти, знаат некогаш да направат, да предизвикаат алергија кај некои луѓе. Би требало господинот да се јави во алерголошка амбуланта, да се види дали ќе може да се открие од што бил практично, која храна практично довела до таа ситуација и да му се даде малку терапија која што веројатно ќе треба да ја прима малку подолго време. Да, тоа сакав да кажам, тој иземал неколку апчиња, рече подобро му било и прекинал, што не е во ред сигурно. За да се супримира таа алергиска реакција, за да се превенира понатаму да се појави. Исто така како што треба подолго да се прима, кај луѓето како што веќе имаме докажана алергија и знаеме дека некоја сезона или некои моменти ја предизвикува таа алергија, би било препорачливо да се почне со терапијата барем неколку недели пред сезоната, ако е таа позната. Например, ако е тоа сезона на треви, кој што знаеме дека цветаат некаде на средина крај на април, почеток на мај, средина на мај, тогаш би требало да се почне со терапијата најкасно на почеток на април, да кажеме, во зависно каде живее пациентот, за да може да се превенираат практично доколку е можно и во која степен е можно тегобите, за да не бидат премногу изразени, па да се бориме со нив со јаки лекови. Сигурно. Дали го имаме и следното јавување на линија? Јас ве поканувам, имате уште 5 минути да се јавите, да поставите прашање и доколку имате интерес, магистер доктор Марија Здравеска ви стои на располагање. Во овој контекст кажавте дека терапијата е она што кај оние кои што има докажана алергиска реакција се применува и во текот на целата година доколку е потребно, кај некој доколку се појави од време на време или се открие, се дава и се прекинува. Дали може конечно да зборуваме и во кои случаи дека може да се излекува алергијата или такво нешто не постои? Ако се елиминира контактот со тој алерген? Знаете што, идеално е да се елиминира контактот со алергенот, но ние не можеме да живееме во скафандери, ниту во некои бункери, за жал, тоа е невозможно. Така да на некој начин мора да се направи еден баланс помеѓу намалување таа експозициона профилакса која што ја нарекуваме, значи намалување на изложеноста на алергените доколку е тоа можно, а од друга страна едно одмерено добро, одмерено и испланирано давање на лекарства или испланирана примена на лекарства, за да може да тегобите се минимизираат и да едноставно на човекот му се обезбеди живот со добар квалитет. Сите овие препораки кои што ги кажавте, верувам дека допреа до нашите гледачи. Доколку имаат прашања, јас ќе ги упатам во вашата матична институција уште еднаш. Тука ви се заблагодарувам за вашето внимание и одговор на поканата и покана повторно да бидете дел од Фактор здравје. Ви благодарам и на вас за можноста да се обратам на вашите гледачи и да разговараме за оваа актуелна, секогаш актуелна тема. Сигурно, на вашата клиника секогаш има актуелни работи за пушењето и она што го спроведувате ќе зборуваме веќе во следната прилика. Ви благодарам уште еднаш доктор Здравеска, а за сите ваши прашања во однос на алергиите и сето она што го опфаќа пулмологијата и алергологијата, ве упатувам во матичната институција јавна здравствена установа, Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија, дел од кампусот клиники Мајка Тереза во Скопје, каде магистер доктор Марија Здравеска ординира и можете да закажете термин кај неа. Ви благодарам и за вашата соработка и внимание и поздрав до утре со новото продолжение од Фактор здравје. Пријатно.